Ćao другарчиња, јас сум учителка Биве од детската градинка Ангел Шајче во Кумана. Денеска заедно со вас ќе се другаруваме, ќе играме, ќе се забавуваме и на таков забавен начин малку ќе учиме весела математика. Пролет е другарчиња е прекрасно годишно време. Во пролет се надворе распејано, разиграно, развеселено. Да, се е така убаво шарено во пролет. Пролета ни расцвета, топлото сонце веќе огреа, на ливадата има прекрасни шарени пеперутки, но секако има и разновидни цвеќиња. Цвеќињата во цветната градина другарчиња се разликуваат по многу нешта. Многу нешта, а сега ќе откриеме по кои нешта заедно. Најпрво се разликуваат цветовите во цветната градина по боја. Некои од цветовите се токму така црвени. Некои од нив се жолти, понатаму сини, портокалови, но некои од цветовите ја имаат и прекрасната токму така виолетова боја. Сите се разликуваат по боја. Но освен по боја, цвеќињата другарчиња се разликуваат и по друго нешто. Некои од цветовите се големи, а некои од нив се токму така мали. Разновидни се цвеќињата и по вид. Ќе научиме какви цвеќиња има во цветната градина. Како во примерот, црвено лале и жолт нарцис. Откако ги научивме видовите на цвеќиња, кои што најчесто во пролет ги сретнуваме другарчиња, ќе се потрудиме таа убава енергија од цветната градина да си ја донесеме дома кај нас. А како? Со тоа што ќе направиме еден прекрасен букет од шарени, разновидни цветови. Но бројката на цветови во букетот не секогаш треба да биде иста, е различна. А ние на овие наши овдека букети треба да им го најдеме со нивното место. Секој букет има своја вазна. Па така, ајде да откриеме кој букет во која вазна припаѓа. Букетот од еден цвет ќе го сместиме во вазната каде што ја гледаме цифрата на бројот 1. Токму така. Букетот со две цветчиња ќе го сместиме во вазната со цифрата на бројот 2. И така, ред по ред ќе броиме и ќе сместуваме секој букет во свое место каде што тоа припаѓа. Така, понатаму. Имам денеска уште една креативна игра за вас. Треба да направиме нешто сами овдека. Треба на еден лист хартија, кој што верувам дека сите дома го имате, да нацртаме големи и мали цветови. Потоа да ги обоиме. Големите во црвена боја, а жолтите, а малите цветови во жолта боја. И понатаму, истите тие да ги сместиме во вазната во која што припаѓаат. Исто како што на сликата работи ова другарче вредно. Црвените големи цветови во црвената вазна, а жолтите мали цветови во жолтата вазна. И така ќе направиме едни прекрасни ликовни изработки кои што ќе може, например, да ги ставите во рамка и да ги закачите во вашата соба. Во оваа игра другарчиња ќе именуваме, а потоа ќе откриеме во која боја треба да го обоиме последното лале. Ајде заедно, како во примерот. Црвено, сино, жолто, црвено, сино, жолто, црвено, сино и го боиме лалето во која боја? Токму така, во жолта. Сега потрудите се сами да поминете во другите останати 3 цветни градини и самостојно да откриете во која боја треба да го обоите последното лале. А откога ќе го завршите овој дел, може да преминеме и на другата игра. Тоа е игра во која што ќе правиме една цветна градина. На кој начин? Сега ќе ви покажам. За оваа игра, како што ви е покажано во примерот, треба еден бел лист хартија. Но наместо да цртаме вака, ќе ви дадам еден предлог кај што ќе може да се забавуваме и со вашите родители. Сигурно сите во домот имате вакви цевчиња за пиење на сокче. Така.
Со помош, но ќе треба да одбереме цевче во која боја? Во зелена боја, во иста боја како што е стеблото на цветот. Понатаму, со помош на ножички специјални само за дечиња, внимателно ќе исечеме различни по должина делови од цевката. Ќе исечеме куси, ќе исечеме и долги, како еве јас во примерот. А потоа, овие делови кои што сме ги исекле од цевчето, ќе треба да ги наредиме на листот на хартијата. Од кусо па до најдолго. Во примерот, овие цвечиња ви кажав дека ќе ни представуваат стебленца. На врвот на секое стебленце ќе треба самостојно да нацртате вид на цвеќе кој што вас ви одговара. Дали тоа ќе биде цвет обичен или пак лале или нешто друго креативно самите вие одберете. Договорено, а потоа ќе треба на првото цветче да му нацртаме едно ливче, на второто 2, на третото 3, на четвртото 4, на петото 5. И така ред по ред, исто како овие мои другарчиња кои што работеа заедно со мене и направија прекрасни изработки. За крајот, другарчиња, ви подготвив уште една игричка, за која што ќе исто така ви е потребно еден бел лист хартија, на кој што ќе треба да нацртате стебленце на еден цвет со ливчиња. Латиците на цветот, како што гледате, не ги има, но тие ќе ги правиме од нешто друго. Стега ќе употребиме нешто што сите во домот имате. Тоа се макарони. Макароните може да бидат најразлични по форма, онакви какви што ги имате вие дома. Обојте ги во боја која што вие ја сакате. Некој може би ја сака жолтата боја, некој може би ја сака црвената боја, некој пак сината. Како сакате, така ги обојте. Значи ќе обоиме по боја 6 макарони и ќе броиме 1, 2, 3, 4, 5, 6. Се додека не обоиме 6 макарони. А потоа за оваа игра ни е потребна коцка која што верувам сите дома ја имате во играта Не лути се човече. Така ја вртиме коцката. Која ни ја покажува бројка коцката, толку макарони бираме и ги лепиме на цртежот кој што претходно сме го направиле како латици цвет. И така оваа игра може да ја повторуваме неколку пати со вашите родители и да се забавувате по дома. Другарчиња, јас се надевам дека ви беше интересно и забавно денеска дружењето со мене. Така да толку од мене за денеска и се гледаме во некоја друга прилика. Чао од Биве и ве сакам сите. Чао!